Плоштадот Карпошово востание во Крива Паланка во саботата беше претесен да ги собере посетителите на годинашниот фестивал на алтернативна музика Joyfest 2017. Од почетокот на фестивалската програма 20 часот и настапот на младиот рок состав од Крива Паланка Дупло дно започна еуфоријата. Радоста во секој атом на летниот воздух и идеалната атмосфера која траеше во текот на целата вечер. А градација на фамата на фановите настапуваше постепено, со настапите на Black and White Social Club, Ки, па Тамара Тодевска и единствените и неповторливи Джамбазов и Гуру Харе. Ја свириме блуз. Всушност ние се прислонуваме кон оваа борба што ја прави Саше и неговата екипа, веќе 6-та година во Крива Паланка, да ги научиме луѓето дека има и друга музика освен Аца Лукас, Дара Бубамара, значи имаме ние наша македонска музика, оригинален македонски блуз, со текстови добри, со пораки добри, песни што луѓето ги знаат. Тоа ќе го свириме, тоа што го свириме. Нема да ја приспособуваме нашата репуталска политика заради тоа што има деца од 7 години и старци од 77 години. Добро е што Паланка го има ова. Прво како начин да се избега од напливот на таа шит музика што ни доаѓа од северот, а второ еве да го сватиме ова како некаква мисија, значи има луѓе што не слушнале блуз во живо, зашто да не го слушна тоа кај себе дома, овде во Паланка. Ние не се трудиме да и се допаднеме на публиката во смисла на тоа дека ќе свириме са некакви хитови, па они ќе пеат со нас. Ние се свириме нашата музика и тоа го правиме на сите овие фестивали. Она што мене посебно ме импресионира овде во Паланка е што луѓето се желни да им дојде нешто наше, автохтоно македонско. Полека се избори публиката од овие што ги спомна претходно. Кога видиш толку многу насмеани лица и луѓе желни за забава, тоа бива желно повторно да дојдеш. Овие луѓе не слушале ваква музика во Паланка, не верувам дека во последните година да нас слушале поживо вакво бенд како што е на Тамара или овој мојот за кој тврдам дека е еден од најдобрите бендови во Македонија сега. Многу убав повод, фестивалот Joyfest, убава организација и сега онака се е во совршен ред. Но вистинскиот начин годинава за пофалба ете наоѓаме на повеќе слух кај луѓето кои ги организираат конечно, а нам ни оди во прилог бидејќи сакаме да го кронисаме тоа 20 годишно битисување заедно, со се надевам на есен со два, а може би и повеќе добри концерти во Скопје. Нашиот стил е тоа што се е, ние си правиме авторска алтернативна модерна музика. Дојдени сме на мисијата ние да сказиме све пред себе, тоа го правиме без разлика дали има тројца или 400.000 како сега што има. Нас не ни преразлика, задоволни сме секако. Секогаш сме задоволни, секогаш го даваме максимумот од нас со добра енергија и добро свирење и тоа е тоа. Периодов има некои 4-5 фестивали во Македонија што е голема отстапка од тоа како било до сега. Што значи дека работите идат само на тоа да се биде дел од сето тоа. Организаторите се задоволни што фестивалот веќе е очекуван со нетрпение од паланчани, но и од жителите на околните места, кои Крива Паланка и Joyfest ги имаат во задолжителната мапа настани за посета во летото. Задоволни сме, presrećni сме што имаме македонски бендови оваа година. Мислам дека и слушаме у позадина и дека е супер. Сега одиме моментално Тамара, после одиме со Игор Джамбазов, еден од најголемите шоумени на Балканот. Да, супер е. Joyfest 2017 се организираше со поддршка на локалната самоуправа на општина Крива Паланка, а и годинава фестивалот го посетија неколку илјади љубители на добра музика од сите возрасти.